Почитувани мои, кога ме прашувате како е најлесно да се надмине или деконтезира она што е кондензирано како психолошки отпад од страна на клиентите, еве ова е мојот начин. Значи не постои начин кој што е строго дефиниран и напишан. Можеби влегувањето во автомобил и возење некого го релаксира како мене. Излегов од тежок психотераписки процес со клиентка која што го загубила најмилото. Беше, можете да претпоставите колку тоа е тешка состојба, пред се сум човек, второ, голем емпат сум и една битна работа е кога ја прашав, значајно ми беше зошто баш мене ме одбрала како психотерапевт. Едноставно кажа дека знае дека сум поминала или минувам уште преку тој тежок процес на тагување. Да, кога сме кај тагувањето, јас сум психотерапевт за тагување. Тоа е најтешката работа, можеби, во психотерапијата. Зошто се одлучив за тоа? Па по препорака на почитуваната Дијана Белевска, кај која постојано се слушаме, разговараме и одам на супервизија и психотерапија. Значи, она што ти си го доживеал како личност, како човек, сега конкретно зборуваме за процес на тагување, можеш да го разбереш, сватеш и самиот клиент. Тоа го бараше клиентката од мене, ама наиде на едно високо разбирање зошто баш така таа кажа. Во моментите кога работивме една вежба, пишување на писмо до оние кои што се далеко од нас, не се веќе помеѓу нас, нејзиниот исказ беше следен, цитирам: "Ти пишувам писмо кое никогаш нема да биде завршено, и не едно, милиони едно ќе напишам, ама од тебе нема да се збогувам и нема да се опростам." Кога ја прашав што би помогнало освен пишувањето на писма кои што не се завршени, објасни дека во последно време ги давала сите пари за авионски карти, со цел кога е чисто небото и кога има безброј бели облаци, да можеби се надева дека ќе продре до тоа така наречено небеско царство, за да го пронајде милото нејзино чедо. Да, правете што ви помага. Само останете овде и прифатете реалноста. Колку и сурово да звучи од страна на нас, психотерапевтите, кога им го укажуваме ова, дека празнината, болката, безпомошноста што ја чувствуваат, можеме да ја надминеме преку психотераписки процес заедно. Имате безбедна зона, имате човек наспротив вас, психотерапевт кој многу ве разбира, и имате чувство дека и тој истиот човек што е наспротив вас го поминал истото, ама мора да се продолжи со животот и мора да се негуваат мислите, спомените. Значи, ова е еден начин на кој што и помогна на клиентката во процес да пишува писма, да не ги завршува, да не се збогува, да патува, да оди по Божји храмови и да разговара со психотерапевт. Лека полека да се прифати реалноста која што не зависи од нас, не можеме ништо да влијаеме, бидејќи тоа така било откако постои светот и векот. Нема поболно нешто од процес на тагување, тоа е многу тежок процес, ама е природен процес и тоа е многу тешка психолошка состојба. Затоа ве охрабрувам, не собирајте во себе, најдете начин да комуницирате со психотерапевт, кој што ќе знае искуствено, интервентно и да ве посочи на сегментот кој што значи погрешно уверување. Бидејќи во психотераписки процес на тагување имаме ситуации најчесто во Источна Македонија, каде што се вели зошто баш мене ова ми се случи. Многу уверување има, најверојатно некој дедо прадедо направил некаков грев. Значи тоа е толку погрешно, толку лошо, што мислам дека не живееме во 21 век кога такви убедувања има. Точно дека постои енергија, меѓутоа уверувањата од таков тип кои што значат само измачување не одат никому во прилог. Затоа на психотерапија за болка, за тагување може да се обрати оној кој што навистина чувствува дека ќе направи добро за себе и за околината, а процесот
е долг и тежок.